Каде затајува системот? Административниот капацитет во рамки на институцијата. Што значи административниот капацитет? Тоа значи дека ниту еден реално раководител на институциите до сега, ма не зборам се за 4, ниту за 11, зборам за нана за 30 години, сериозно не се зафатил со решавање на овој проблем. И повторно кажам, мислам дека идејата која што ја заговара председателот на владата е тоа формирање на таков еден систем со кој што со поддршка на надворешни ресурси ќе успееме овие бројки да ги качиме у интерес на граѓаните, не у интерес на СДСМ или ВМРО, да ги качиме овие бројки нагоре, мислам дека може да даде резултат. Дана не продавам луѓе. Ниту ќе продавам некојаш луѓе. Значи, на крајот од денот тие луѓе што доаѓаат да инвестираат во Македонија, доаѓаат да инвестираат за ефтина работна сила. Јас луѓе не продавам. И се согласувам, меѓутоа сега парафразирано, сега ти целиш буквално, јас не го кажувам буквално, но ти го ти преговараш за нивните плати. На крајот од денот така се согласувам дека не продаваш луѓе, но целта е таа. Значи вака. Една работа која што можам да ја прифатам, а тоа е дека кога е почната политиката пред 12 години, имало релативно висока стапка на неработеност и можеби тогашната влада институции имале политика, не водиме сметка за луѓето толку многу. Океј. Не водиме. Водиме сметка и бараме вработување на тие 37% што немале леп да јадат. Барање на вработување. Не е така. И давање по 2, па некаде и по 5000 евра субвенција за отварање на работно место е многу различна работа. Значи, ние имаме компании кои што добивале по 5000 евра субвенции за отварање на работни места. А плаќале плати кои што биле 8, 9, 11 000 денари.